Добро утро, почитувани гледачи. Добро ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Ново издание и се разбира нова тема. Ја посветуваме на негата на кожата. Зошто старее кожата, како се одвива процесот на старење на кожата, кои се промените кои што се појавуваат во различни доба од животот. Кога да почнеме со негата на кожата, зошто е важен и животниот стил, исхраната, добриот сон и ред други нешта кои што како фактори влијаат дали ќе го успориме процесот на старење или пак истиот ќе го забрзаме. Кои третмани ни се нудат како можност пред се и неинвазивните за да можеме да ги коригираме првите промени кои што се појавиле на кожата. На оваа тема утрово разговараме со доктор Сања Латковска, дерматолог од Центарот за естетска медицина и козметологија Skinfinity, дел од групацијата Медика С. Добро утро, доктор Сања, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро, ви благодарам за поканата. Секогаш е задоволство да се дискутира со вас на многу интересни теми од медицината. Така. А оваа тема е посебно убава. Велиме како да ја негуваме и да го задржиме убавиот природен изглед на кожата, ама нешто што мораме и сами да го направиме со поддршка на дополнителни и методи и дерматолошки третмани. Може ли за почеток како влијае студот и зимата на кожата, на што малку повеќе треба да повнимаваме и дали ни е потребна дополнителна нега и хидратација во овој зимски период? Во текот на зимскиот период сме изложени нормално на ладното време, нели на малку поладен ветер, студен ветер и секако сме изложени и на аерозагадувањето кое што кај нас е неизбежно. Така да во текот на овој зимски период она што се случува е дека кожата навистина повеќе дехидрира поради ладниот воздух, поради струењето на воздухот во текот на зимскиот период, кожата малку повеќе губи од хидратацијата и тоа ние го чувствуваме како сува кожа, како една непријатност на самата кожа. Дополнително улога игра и аерозагадувањето. Аерозагадувањето предизвикува еден оксидативен стрес, оштетување на самата кожа. И дефинитивно е малце понепријатно чувството, нели, и кај оние кои што имаат здрава кожа во текот на зимскиот период, но пак оние кои што имаат било каков дерматолошки проблем, многу повеќе се потенцираат промените во зимските денови. Така и тие кои што го имаат тој хроничен проблем, веројатно и знаат како претходно да се подготват и како полесно да го поминат тој период. Кога е зимата во прашање и студот, најчесто сувост ја чувствуваме на рацете. Така ни се пресушува кожата на рацете. Меѓутоа и лицето си трпи на свој начин. Дали е тоа толку очигледно, се забележува или пак едноставно кога одиме на третман па ни кажуваат дека сега малку е дехидрирана кожата или поизразена е сувоста? Нормално дека најмногу ги чувствуваме нели промените на оние регии кои што ни се изложени на надворешните влијанија, затоа и најмногу чувствуваме на рацете, а секако и на самата кожа. Таа дехидрираност на самата кожа некои луѓе сами ја чувствуваат, а некогаш можеме и ние при одредени третмани за нега на самото лице да приметиме дека и кожа која што е нормална кожа, каде што не станува збор за сува кожа, во текот на зимските денови малку повеќе дехидрира и има потреба од малце повеќе посветена нега во овој зимски период. И лична нега, така домашна нега, но и нега со дополнителни третмани кои што ќе го потпомогнат сето тоа. Едното со другото е потребно да се надополнува. Секако професионалната нега ние продираме многу подлабоко, можеме да постигнеме побрзи резултати за пократко време, но нормално домашната нега и она што го правиме на дневно ниво, ние основно за да можеме да ги имаме тие фини резултати од негата на долги стази. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, следете не и вклучите се во емисијата со ваши прашања. Со доктор Сања Латковска, дерматолог од Центарот за естетска медицина и козметологија Skinfinity, дел од групацијата Медика С, зборуваме за тоа како да го одложиме процесот на старење на кожата, каква нега е потребна на кожата, од кога треба да почнеме со негата и во домашни услови, но и со дополнителни третмани кои што би ги ублажиле на некој начин промените кои што сами по себе и природно се појавуваат. И би почнале со она кои се причините и што ја старее кожата. Процесот на старење на кожата е сосема нормален и неизбежен физиолошки процес кој што се случува низ годините кај секој од нас, но има бројни фактори кои што влијаат на процесот на старење на кожата.
тука ги имаме оние индивидуални генетски фактори, па можеме да приметиме дека во одредено семејство низ годините се приметуваат одредени идентични црти на самиот лик. Големо влијание играат секако и хормоните. Секако влијание играат и хормоните кога станува збор за некои хормонални отстапувања, но и оние нормални флуктуации на хормоните низ годините се одразуваат на овој процес. Голем удел играат и надворешни фактори. Тука би кажала дека сончевото зрачење има сериозно голема улога во процесот на старење на самата кожа, каде што УВ зрачењето делува значајно на оштетување на колагенот и еластинот, основните градивни структури на самата кожа, дополнително секако предизвикува и одредени хиперпигментации, секако и одредени дерматолошки проблеми. Улога игра и аерозагадувањето. Аерозагадувањето предизвикува оксидативен стрес на самата кожа, што дополнително прави клеточно оштетување на самата кожа. И секако има и други фактори, односно фактори кои што најчесто зависат од нас самите. И тука би кажала дека голема улога игра нашиот начин на живот, односно физичката активност, сонот во текот на ноќта, голема улога игра и исхраната која што ја практикуваме и секако пушењето како можеби најзначаен фактор во овој процес на старење на самата кожа. И самите најдобро можеме да си забележиме и кога ќе речеме изморена ми е некако кожата или пак имам и чувствувам свежина на кожата, така? Тоа во многу зависи каков пристап имаме до негата и грижата. Во голема мера влијаат нашите индивидуални, животни навики, односно колку ние се грижиме за нашата кожа и за нашиот генерално начин на живот низ годините, сето тоа се рефлектира на надворешниот, да кажеме, изглед, односно она што ние го приметуваме. Така, при прв контакт. Да. Веќе имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав до докторката и водителката. Ви благодариме. Сакам да поставам едно прашање. Секако. Јас секоја зима, кога ќе дојде, ми пука долната усна, кожата од озгоре, како кора се прави, јас ќе ја излупам, пак ќе се направи така, а во летно време не. И сум користела некои средства, лабело и така слични, меѓутоа не помага. Па сакам да ја прашам докторката што да превземам за да не ми се лупи, многу е непријатно како кора станува. Така, да. Ве разбираме убаво, да, ви благодариме за јавувањето и за прашањето. Да, и усните се многу изложени, така, во зимскиот период. Како да ги негуваме, како да ја заштитиме кожата на тој дел кој што е веројатно и најосетливиот? Точно. Усните се дефинитивно многу осетлив дел од целото лице, затоа што и тука структурата на самата кожа со премин кон слузокожа е многу потенка. И тука дефинитивно многу повеќе може да ја чувствуваме таа дехидрираност на самата кожа во текот на зимскиот период, која што на вистина кај одредени лица може да биде многу непријатна. Посебно кога се чувствува тоа пукање на самите усни, како што кажа господјата. Некогаш дополнително како фактор може да имаме и одредена состојба која што ја викаме ние leaking dermatitis, каде што дополнително лачењето на плунката игра улога за поизразени промени, но она што е основно е дека најдобро е да практикуваме третмани, односно за домашна нега со употреба на креми, хидратантни, лабело, вазелински, глицерински, лабела кои што ќе ја држат влажноста на кожата во овој дел, со многу почеста апликација, од вообичаено, и многу е важно да не се трудиме да ја лупиме самата кожа, затоа што така дополнително си ја нарушуваме кожната бариера во овој дел и може многу попотенцирано да се приметат овие промени, дополнително. Не го решаваме, туку напротив го влошуваме проблемот.
Секако ако станува збор за состојба која што е загрижувачка во правец да предизвикува и одредени симптоми во правец на болка и така натаму, тогаш битно е да се направи дерматолошки преглед за да се види состојбата на кожата и доколку е потребно да се даде и дополнителна терапија. Така, и совети и терапија. Можеме ли, доктор Сања, некако низ периоди во животот, така да кажеме какви промени се случуваат и во кој период, на која возраст, што треба да почнеме да правиме, на што да внимаваме од 25 до 35? Можеме со таа возрастна група? Можем. Иако во младоста велиме кожата е најубава и некој не помислува дека можеби треба и од тогаш да си ја почне негата. Така, како што кажав, процесот на старење е сосема нормален процес кој што сите ние го минуваме низ животот, но станува збор за многу комплексен процес. Нормално дека секогаш помислуваме на промени на кожата, но кожата е таму каде што ги гледаме промените. Во суштина се случуваат и промени не само на кожата, но и промени на поткожните структури, како што се поткожните масни перничиња, мускулите, дури и промени на коскените структури низ годините. Она што најпрво почнуваме да го приметуваме, односно веќе после 25-тата година започнуваме повеќе да губиме отколку што создаваме колаген на дневно ниво. Колагенот и еластинот ни се основни структурни компоненти на самата кожа кои што се задолжени за нејзината цврстина и за еластичноста на самата кожа и нормално кога ги имаме во нормална количина, тогаш имаме и нормално функционирање на самата кожа. Веќе кога ќе почне процесот на губење на колаген на самата кожа, започнуваат да се приметуваат и првите промени. Првите промени обично почнуваме некаде после 30-тата година да ги приметуваме на самата кожа. Тие промени се должат пред се на губењето на колаген, но и на основа на тоа што на некој начин лесно забавува процесот на регенерација и обновување на клетките на епидермалниот слој на самата кожа. Прво нешто што приметуваме се промени во правец на фини линии, најчесто во горната третина на лицето, односно на челото, меѓу вегите или околу очите. Тие линии се јавуваат поизразено при одредена експресија. Односно, велиме дека станува збор за динамички или мимички промени на самата кожа, кои што ги гледаме додека имаме експресија, но додека сме во мирување, веќе не се приметуваат и секако можеме да почнеме да приметуваме некои промени во правец на недоволно изедначен тен на самата кожа, недоволно хидрирана или неубав сјај на самата кожа, тоа е нешто што основно почнуваме да го приметуваме во периодот меѓу 25-тата и 35-тата година на кожата. Веќе во следна фаза, кога веќе ќе поминеме тука некаде кон 35-тата година да кажеме, почнуваме да приметуваме и промени во средната третина на лицето. Најчесто почнува да се губи тоа масно перниче веднаш под очите и започнуваат промени кои што ги приметуваме најчесто во очната регија како издолжени, елонгирани подочници или темни подочници. И најчесто тоа го дефинираат луѓето како уморен изглед, нели? И токму кога прв пат најчесто ќе се јават и ќе побараат да речеме некаква по-дополнителна професионална нега, најчесто го дефинираат тоа како еден уморен изглед на самото лице. Така, дали е подуено тоа под очите или пак е потемнето, така им пречи во секој случај, а не можат да го искоригираат ниту со шминка, ниту со друго нешто. Промените на очната регија се навистина комплексни и не секогаш постои универзално решение. Односно, решението за проблемот на регијата околу очите зависи од она што се случува тука. Може да бидат темни подочници, може да бидат влабнати подочници, може да бидат надуени подочници, може да бидат видливи брчки во зоната околу очната регија. Зависно од тоа каква е промената, така го одредуваме и текот на третманите понатаму кои што ги практикуваме во негата. Така. Кои се промените кои се јавуваат веќе во оној период по 35-тата што ги споменавте? Веќе во периодот после 35-тата, веќе кон 40-тата година започнуваат и промени кои што главно се должат и на силата на гравитацијата. Веќе оние масни перничиња кои што се одговорни за ведрината на нашиот лик почнуваат постепено да се губат, односно под сила на гравитација постепено лизгаат кон долу.
тука улога играат и мускулите на самото лице. Веќе почнува да се намалува функцијата на леваторите, односно оние мускули кои што се задолжени за подигање на лицевите структури, а почнуваат да доминираат депресорите, односно оние кои што, да речеме, влечат кон долу. И она што почнува да се приметува е дефинитивно малце поизразени промени во зоната на назолабиалните линии, нели во зоната околу усните, и започнуваат да се приметуваат оние лесни висечки перничиња тука во делот на линијата на долната вилица, па со тоа што веќе имаме опуштање на структурите, се нарушува и нели тој ведар изглед на самиот лик и линијата на долната вилица, и тоа е нешто каде што веќе почнува да пречи, нели. Веќе понатаму, ако ги анализираме, па веќе и кон 50, зборуваме веќе после 50-та година, тоа е многу индивидуално. Зборуваме меѓу 50-та и 60-та година, обично тука веќе жените влегуваат во оној перименопаузален, менопаузален период, каде што почнуваат да доминираат, нели, и други фактори, односно хормоналните фактори. Промените се апсолутно видливи, нели, во сите структури до сега кои што ги спомнавме. Подраматично се видливи промените на самата кожа, но секако започнуваат веќе и промени на коскените структури преку процес на коскена ресорбција, каде што имаме проширување на орбитата, делот, нели, околу очите, каде што ни се очите, почнува ресорбција и во делот на мандибуларниот дел и генерално на сите коскени структури на самото лице. И тоа се гледа, веќе се отсликува како повидлива загуба на волумен, многу повеќе опуштање на сите лицеви структури, поизразено видливи брчки на самото лице, и веќе тука имаме потреба од малце по-интензивна нега, доколку сакаме, нели, да го ублажиме сето ова или едноставно да го забавиме процесот кој што нормално следува. Така, тие брчки или фини линии првично се јавуваат во пределот околу очите или пак индивидуално и различно е? И од типот на кожата и во кој период се појавило? Точно најчесто се јавуваат во делот на региите каде што имаме изразена експресија. Примарно ги гледаме во зоната околу очите, затоа што тука секако ја имаме таа фина експресија, нели, на смеење во текот на денот, но тука и кожата е малце потенка во споредба со кожата на другото лице, и затоа тука подоминантно почнуваме да ги приметуваме. Значи, прво ги приметуваме тие промени во зоната околу очите, најчесто ги приметуваат и во зоната меѓу вегите, нели, или пак зоната на челото, при одредени експресии, каде што, како што кажав, иницијално тоа се динамички брчки, кои што се јавуваат при динамика, односно при мускулна активност, но кога сме во мирување, се губат. Со тек на време, нели, како што се менува квалитетот на кожата низ годините, нормално е дека веќе имаме продлабочување на тие брчки. Тие брчки веќе со истенчување на самата кожа во овие зони каде што имаме поизразена мускулна активност, стануваат веќе повдлабнати и веќе ги гледаме и во мирување. Затоа велиме, тие брчки веќе од динамички стануваат веќе статички брчки, и тука веќе се менува и пристапот во третманот. Имаме третмани кои што се задолжени, нели, за превенција на јавување на брчките, кога работиме секако на подобрување на квалитетот на самата кожа, но можеме да работиме и на тоа да ја смириме мускулната активност, и веќе во следна фаза, кога веќе ги имаме тие статички брчки, тука веќе третмани во насока на корекција. Апсолутно мораме да ја смириме така мускулната активност, но веќе мораме поинтензивно да работиме и на стимулирање на самата кожа. Така. Да го слушнеме и следното јавување. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро, повелете. Видите, имам кожата многу ми е чува. После секое бањање донаде се и ми се јавуваат на рацете да се удрам, ми се јавуваат плеки со крвави плеки, модри така се јавуваат. Што препорачува докторката, што да се мачка? Многу ме чеша кожата да си целата кожа, нарочито на градите, грбот и нозете. Така, во ред, ви благодариме за јавувањето. Чест проблем, веројатно, со кој што се соочува и поголемиот дел од популацијата. Така, сувост на кожата, посебно под колената, на нозете, на рацете, тоа го забележуваме и после туширање.
Така е. Она што е основно во домашната нега, кога веќе имаме ваков проблем кој што не се јавува нели само на одредена регија, туку е генерализиран на целото тело, е она што го препорачуваме да се практикува хигиена со повеќе маслени купки. Затоа што маслените купки не прават иритација на самата кожа и влијат многу позитивно на кожната бариера. И секако да се аплицираат креми во вид на балсам, креми во правец на креми кои што прават добра хидратација нели на самата кожа и да речеме лесно го смируваат тој процес на чешање кој што е условен од сувоста на самата кожа. Но доколку станува збор за проблем кој што е многу поизразен, односно ако ова чешање кое што веќе го дефиниравме е нешто кое што е многу изразено или дури неподносливо нели во одредени зони или уште повеќе како што кажа господинот, доколку се јавуваат промени во правец на при секоја лесна траума, јавување на модринки, тогаш потребно е да се направат и дополнителни анализи за да се види дали во позадина не постои некаков друг проблем кој што е причина за овие промени. Значи во однос на домашната нега апсолутно миење со маслени купки и добра хидратација на самата кожа, а дополнително е паметно да се советувате со дерматолог за да се види да не во позадина постои некаква состојба која што верувам лесно може да се третира во почетна фаза за да не прогредира нели понатаму. Така да. Сепак некогаш некои промени и не им посветуваме толку многу внимание кога станува збор за кожата. Еве наречеме некои едноставни совети, веројатно и некогаш и би помогнале. Бришењето после туширањето не треба многу јако интензивно така да се трие со крпата, туку едноставно натапкувањето е подобра варијанта за да не ја иритираме дополнително кожата? Секако, ние во текот на нашето дневно функционирање, нели рутински ги правиме сите овие навики и не секогаш многу посветуваме внимание на мали детали, да кажеме. Некогаш сме во брзање, некогаш нели рутински практикуваме одредени нешта, но навистина овие мали работи може да направат големи промени. Како што кажав, промената на купките, за миење на раце, за редовна хигиена на телото, може да оди во правец кон маслени купки. Исто така, многу е добро, ретко кој рутински на дневно ниво целото тело го хидрира, нели, со аплицирање на хидратантни креми. Исто така како што потенциравте, после туширање веќе имаме нели малци посензитивна кожа. Тоа грубо бришење може дополнително да направи нели ексфолирање непотребно во одредени моменти. Мало посветување внимание нели во овој тип на нега дефинитивно малку може. поголема нега, само така би било значи, подобро. Основни чекори со малце повеќе посветеност ќе дадат дефинитивно промена. Така. Имаме и уште еден гледач на линија. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Добро утро, ве слушаме. Докторке, имам 2 години што имам чешање од глава, што се вика до петици. И тоа чешање до крвови. Што да се преземе, да ми кажете, аз секакви помади сум пробал, не помага. Во последно време користам бетосалик. Бетосалик се бава маста. По 3 пати на ден се мачка. Тоа ми е прашањето. Добро, ви благодариме за јавувањето. Ќе погледнеме заедно блок реклами и советот и препораката ќе ги чуете веднаш по рекламите, затоа останете со нас до самиот крај. И веднаш по рекламите, советот и препораката до гледачот. Верувам во овој одговор може би и многу на други ќе се пронајдат кај повозрасната популација генерално почесто како да се појавува ваков проблем со и сувост на кожата, и чешање, и проблем друг. Веќе спомнавме за тоа како треба да се негува нели кожата во ваква состојба, но она што е многу важно да знаеме дека некогаш промените на кожата, симптомите кои што ги чувствуваме на кожата можат да бидат
причина за да направиме дополнителни испитувања, бидејќи така утврдуваме некаква состојба здравствена во организмот која што да кажеме се манифестира со чешање или сувост на самата кожа, која што апсолутно може да биде многу непријатно. Дури и тоа чешање интензивно понатаму предизвикува рагади, оштетувања, гребаници на самата кожа кои што дополнително прават проблем кај овие луѓе. Затоа јас топло би посоветувала да се направи еден убав дерматолошки преглед, да се насочат луѓето соодветно, нели според иницијалниот преглед, некогаш е доволно да направиме и крвна слика со биохемиски статус или дополнително потребни испитувања доколку оцениме, за да добиеме увид во здравствената состојба на самата кожа. Некогаш проблемот на кожата потекнува од одреден проблем кој што го имаме во внатрешноста, за кој што можеби и не сме свесни, бидејќи немаме некаква друга симптоматологија. Затоа е важно да се направи една убава евалуација и да се дадат совети за понатамошна не само нега на кожата, туку и дополнителен третман доколку е неопходен на иницијалната. Така. Затоа и некогаш се вели кожата е огледало на нашето здравје. Преку промените кои што ќе ги забележиме на кожата, може во позадина да се крие некаков друг проблем, па навреме да преземеме нешто за да го решиме тој основниот. Многу често е така. Некогаш, значи, промените кои што ги гледаме на кожата се промени, многу често е така да бидат промени во генерално системски промени кои што потекнуваат независно дали е од одредена здравствена состојба врзана со некој нели од внатрешните системи или пак некакви хормонални отстапувања кај жените, многу често и гинеколошки проблеми, значи во позадина може да постои некаков проблем кој што треба да се евалуира за да може да се реши и симптомот како манифестација на самата кожа. Да. Споменавте дека многу е важна негата, посветеноста на кожата, но и животниот стил, начинот на живот, добриот сон, добрата исхрана, хидрирањето, спортувањето и ред други нешта. Како сето тоа влие, односно зошто е важно да го применуваме сето тоа, а дополнително со сите методи и третмани кои што ни се на располагање да го постигнеме посакуваниот ефект и да го забавиме малку процесот на старење на кожата. За едно нормално функционирање на организмот во целина, апсолутно е многу важно да практикуваме здрав начин на живот, тргнувајќи од здрава исхрана, здрав сон, физичка активност, умерена физичка активност, нели не мора секогаш да биде тоа некоја изразена активност, секако пушењето да се минимизира или да се елиминира апсолутно доколку е потребно и кога зборуваме веќе за кожата, она што е неопходно е да ја посветиме внимание малце во домашни услови, тоа значи да имаме редовна хигиена на кожата наутро, навечер со миење со нежни чистачи на самата кожа за да може да ги елиминираме сите нечистоти на кои што сме изложени во текот на денот, една добра хидратација на самата кожа и најважен чекор е заштитата на кожата од сонцето, односно оној чекор на апликација на крема со заштитен фактор не само во летните денови, туку во текот на целата година, затоа што сончевите зраци навистина се изразени во текот на целата година, а ние можеби не го чувствуваме тоа. А сонцето најмногу ја старее кожата. Така е. Може така да кажеме? Така е. Да. Кои методи и третмани ни се на располагање, пред се ајде да ги споменеме оние неинвазивните, така поприродните, со кои што би можеле веќе од многу порано да почнеме да ја стимулираме кожата, да ја негуваме, да ја третираме, за да го одложиме тој процес на старење. Нема да го запреме и не можеме да го запреме, бидејќи нели природно, биолошки си се случува, но како да постигнеме некои барем посакувани резултати. Процесот на старење е сосема нормален и неизбежен процес кој што ние го гледаме низ годините. За среќа денес имаме многу достапни третмани, процедури кои што можеме да ги практикуваме, а при тоа да го одложиме тој процес на старење на кожата. Би сакала да напоменам дека сите работи кои што ги правиме во правец на нега на самата кожа или на подкожните структури на самото лице, истакнување на одредени, да кажеме, работи кои што би сакале да ги потенцираме, односно ги гледаме како проблем низ годините, сето тоа треба да биде во правец на зачувување на индивидуалниот изглед. Значи, сите третмани процедури кои што би ги правеле треба да бидат индивидуализирани кон секого, нели, поединечно, да постигнеме еден многу убав природен резултат, воопшто да не се претерува со одредени процедури. Значи, сега целта ни е да можеме
да си го одложиме процесот на старење на кожата, нормално да направиме одредена суптилна корекција таму каде што е неопходна, но сето тоа да биде во граници на нормалното. Така, да не биде драстична промена. Така е, не сакаме драматични промени, сакаме во суштина да видиме еден многу ведар, освежен лик, значи подмладен лик кој што навистина ќе биде многу пријатен за самиот човек индивидуално, но секако да биде и фино, нели, кога ќе го добиеме првиот впечаток за некого при одредена средба. Секогаш започнуваме со неинвазивни третмани. Она што е основно во негата е да ја одржиме кожата здрава. За да ја одржиме кожата здрава, неопходни ни се редовни третмани со кои што ќе ја ексфолираме самата кожа, ќе ја чистиме самата кожа и длабински ќе ја хидрираме таа кожа. Таков тип на процедури се хидрофејшал третмани, микродермоабразија, ултразвучно чистење на лицето во комбинација со дополнителни хидрирачки процедури, како хидратацијски процедури, кислородни третмани и така натаму, или пак процедури со кои што делуваме на стимулирање на создавање на колаген, односно да можеме да го надокнадиме она што реално се губи низ годините. Таков неинвазивен пристап практикуваме со процедури кои што во основа користат и радиофреквенција, кои што се многу пријатни процедури, се чувствуваат како пријатни масажни движења на самата кожа, нема никаков период на опоравување, апсолутно неагресивни третмани. Тие навистина даваат одличен резултат при моментално чувство, односно моментално освежување на самото лице, но и значајно го пролонгираат процесот на старење на самата кожа. Тоа се во основа процедури кои што е паметно да се практикуваат поредовно, нели како што кажав. Што би значело периодично, на колку време, од што можеме и што треба да примениме? Редовно, еднаш месечно е добро да се практикуваат третманите за чистење, ексфолијација и хидратација на самата кожа, затоа што сакаме да го запазиме периодот на регенерација, односно обнова на епидермалните клетки, кои што нормално се случува од прилика на еден период од 28 дена, затоа и сакаме да го пратиме тој ритам еднаш месечно да практикуваме ваков тип на третмани, додека пак третманите со кои што сакаме да делуваме стимулативно на колаген, ги ориентираме зависно од состојбата на кожата, кај секого индивидуално и она што сакаме да го потенцираме како резултат. Обично стартуваме со некоја серија од 3 до 6 третмани, еднаш или два пати на една или две недели ги практикуваме и понатаму си практикуваме третмани поддржувачки еднаш месечно или динамиката ја утврдуваме зависно, нели, од секој индивидуално. Значи тоа се апсолутно процедури кои што дефинитивно ќе одржуваат кожата здрава на долги стази. А здрава кожа, добро хидрирана и стимулирана секако значи и одложување на сите тие промени на процесот на старење, од кој што можеби и најмногу се плашиме, така посебно женската популација, иако и мажите во годиниве наназад веќе си посветуваат внимание на својата кожа. Какви се третманите за жените, веројатно истите би се пременале и кај машката популација, доколку се расположени да си ја одржуваат свежината на кожата. Дефинитивно промените што се случуваат кај жените, апсолутно се случуваат и кај мажите. Кај нас, дефинитивно жените уште од порани години многу повеќе си посветуваат внимание на негата, но мажите не се исклучени од овој процес. Сите процедури кои што можеме да ги практикуваме кај жените, апсолутно може да бидат применети и кај мажите. Исто така, пак ќе кажам, изборот на третманите, динамиката на третманите ја утврдуваме заеднички при иницијалниот преглед на самата кожа и нормално зависно од она што сакаме да го постигнеме како финален резултат. Так, индивидуално потребите, нели, на оној кој што дошол така за да побара совет за нега на кожата и пролонгирање на процесот на старење. Да се штитиме од сонцето, бидејќи тој ни е најголемиот непријател, велиме не само за старење на кожата, туку и за оние многу поопасни и посериозни состојби, така, карциномите кои што може да се појават. Така е, значи секогаш нормално е дека првенствено ги приметуваме промените на старење на кожата и затоа, нели, и така ни е насочена денес темата, но сонцето многу сериозно може да влијае и на одредени дерматолошки
промени кои што може да бидат и бенигни промени, нели, кои што се лесно решливи, но за жал сонцето може да предизвика и многу сериозни оштетувања на самата кожа во правец на карциноми и така натаму. Затоа е неопходно да се штитиме од сонцето и затоа велиме дека употребата на креми со заштитен фактор се дефинитивно потребни во текот на целата година. Така. Сања, благодарам за гостувањето. Ви благодарам и вам. Да. Благодарност, почитувани гледачи, и до вас за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.